Почнуваме со оброкот на денот и она кое што го најавивме уште од почетокот, за да може да си се подготвите и со внимание да не следите, го најавивме гостувањето на Ивица Јанев, кој што е наш, па можам да кажам, доста редовно во континуитет гостин во утринската програма, поточно во кујната, каде што и подготвуваме нешто здраво, но и советуваме за тоа како треба да имаме една правилна и збалансирана здрава исхрана и така здраво и добро да се чувствуваме. Ивица, кој што е нутриционист, фитнес тренер и рековме првак во бодибилдинг, така секогаш го повторуваме и го потенцираме тоа, затоа што она кој што ние го практикуваме тука, нашите редовни гледачи го знаете, дека секогаш сакаме совети од стручни лица, оние кои што можат соодветно да не советуваат. Добре, дојди Ивица. Добро е најдопред. Ви благодарам на поканата. Еве, чест ми е и мило ми е, затоа и секогаш одговарам на брзите повици. Да. Без разлика што правам, бидејќи главната цел и главната мисија е да ја поткренам свеста кај луѓето да го сменат начинот на живење со исхрана и со соодветна физичка активност, за да си го продолжат животот поише, да не ги сносат последиците, негативните последици од животот понатаму во возраст. Сме зборувале многу пати во минати изданија на различни теми за тоа колку треба навистина навремено да се реагира и што треба да се прави, бидејќи треба да се спречи, а не подоцна да се лечи, како што е една добро позната поговорка, и затоа сме тука да навремено или доколку пак почувствуваме дека нешто треба да се промени, да знаеме на каков начин тоа да го направиме. И сега за денеска ни подготвуваш нешто ми сподели, нешто во моментов што гледам. Ова ќе ти објаснам на крајот што е. Добро, ова на крај значи ќе го знаеме. Добро. А она кое што ми го најави, јас накратко и открив за гледачите, е дека ќе подготвуваме денеска свежа салата со граф. Така, освежителна салата. За овој период. Па, често пати, кога доаѓам на емисија, готвиме со месо и така натаму, и ете, денеска решив малку да смениме пониско калорична салата, а пред се ќе биде добар оброк, за сите оние што имаат добар желудник и што немаат проблеми со јадењето на граф, ќе во самата изведба на салатата ќе додадеме и нешто друго за тие што се како мене, што му треба малку поише протеини и така натаму. Пред се, јас секогаш кога готвиме се обидувам при било кој оброк да објаснам дека секој оброк не е за секого. Да. Зошто? Бидејќи сите ние имаме различна тежина, различен тип на тело сме и пред се имаме различни дневни активности. Затоа не може тоа што ќе го јадам јас да го јадете и вие. Затоа напоменав и во овој оброк што ќе го правам, ќе додадам нешто за тие како мене што се. А тоа таму што го ставив што ти кажеш дека е изненадување. За тие како мене се. Тоа ќе биде бидејќи ние немаме време и така натаму цело време, така цело време патуваме, баш и мојот живот е тако. Тоа е мојот следен оброк. И само ќе видите како ќе се направи, додека ние тука се збориме на крајот, само ќе си го земам и ќе си го исконзумираш, добро. Јас секогаш се трудам да објаснам дека да се храниме здраво, најскапо е знаењето. Сето друго е ефтино. Зошто? Бидејќи кога сето ќе се направи правилно, а веќе имаме соодветно професионално знаење, лесно е понатаму. Проблемот се прави бидејќи нашава нација во нашава држава, можам слободно да кажам дека сега тек до прва се едуцира во делокругот на исхраната. Многу слабо е едуцирана. Дали ќе збориме за нормален живот, дали ќе збориме за минатиот пат зборевме за бремените жени, тоа е таму па една посебна табу тема што реално имаат многу ниско знаење поврзано со исхраната за време на бременоста. Овој оброк денеска што ќе го правим исто така доста полезен и препорачлив за бремени жени, бидејќи во него ќе содржи количество на протеини, ниско количество на хидрати и исто така доста железо што ќе доаѓа од растени, од растително потекло, како што кажавме во некоја претходна емисија, доколку сеќаш, мора да ставиме лимон за железото да се абсорбира побрзо. Затоа имаме и лимон. Добро, само ме интересираше ова вака што си го спремаш. А не ти кажам тоа на крај. Што си го спремаш? Не прашувам повеќе, само да прашувам, ти како оброк или како ужина? Јас вака за човек како тебе. Како за човек како мене, објаснувам на сите, не постојат ужини. Тоа е оброк. Доколку ние сметаме дека треба да си ставиме ужинка под наводници, со тоа можеме само да зголеме внес на калории и да искомплицираме нешто доколку не е предвидено. Но доколку таа под наводници ужинка, јас го викам оброк, е паметно искалкулирана во нашиот дневен внес на калории, само го обрзува метаболизмот. Јас половични оброци не земам. Јас имам целосни оброци, така ги учам и моите клиенти. Но мојот целосен оброк за тебе може да биде 2. Се разбираме? Да. Затоа зборот ужинка да го тргнеме на страна, да се биде, да се разграничи тоа, да се бидат оброци. Значи тоа што за тебе ќе биде цел оброк,
за мене може би ќе биде делимичен или ужинка, ако го одиме по таа конотација на зборови или игра на зборови. Затоа да не комплицираме многу, да го тргнеме тоа од нашиот речник, тоа се оброци. Бидејќи секој внес на калории иницира лачење желудников сок, значи се вклучува мозокот, вклучува интригира, како да кажам, до желудникот, уште во самата устна празнина се лачи еден желудников сок, потоа во хранопроводот продолжува пептинот, па оди во желудникот, тој како главен и други желудникови сокови и така натаму почнува веќе да се вари храната. Затоа многу, значи процесот на јадење започува. Затоа многу е битно тоа да го разграничиме. Имаме оброк, пауза, во таа пауза не се става ништо во уста, потоа има повторно оброк и така натаму во текот на денот. Веќе ние доколку цело време ставаме нешто во устата, цело време ќе има од една страна има внес на калории постојано, од друга страна нашето тело нема да знае кога треба да прекине со варењето на храна, кога да топи масти. Да. Затоа мора да ги разграничи. Ужинки нема, има оброци. Готово, точка. Добро. И тоа нешто, но плюс дополнително го научивме, иако мислевме дека има 3 главни оброци и уште 2 ужинки, да речеме. Тоа да речеме тој начин или тој говор ти што го кажа сега го користат многу професионалци, непрофесионалци, некои што се викаат професионалци и тоа не е грешка, тоа е за нив окей, правилно, бидејќи ова не е екзактна наука, ова е значи ова е општа наука. Така, значи има различни видувања. Моето видување е дека јас немам ужинки, јас имам оброци. Добро. Сега оброков, кој што денеска ќе го подготвиме, рековме дека е освежителна салата со граф. Што е тоа што ни е потребно и очигледно ќе биде брзо бидејќи нели ги имаме работите и подготвени и дома кога би ги подготвиле, тоа е тоа, така. 5 минути. Има две опции. Едната опција е да се свари гравот, втората опција е да си го купиме веќе сварен. Да, имаме тоа можност сега. Многу лесно, да. И доста ефтина. Да. Значи кој колку време има во текот на денот да се разбереме. Јас го купив, нема време да го зготвам, го купив. Сега, тоа е една работа што не е потребно, втора работа ставаме кромит, ти ќе го лупиш. Јас сум готов спремен, ама јас викам ти да го сецкаш малку да се расплатиш пред телевизијата. Да, зошто да не. Посебно од овој црвениот кромит сигурно. Да. Потоа ќе му ставиме домат како дел од зеленчук натре и ќе му ставиме лимон и имаме тука малку магнуз. Ова ќе биде многу брзо, може и да го направиме, после тоа ќе се изборуваме. Може да го стецкаш ти ова и ова. Да земам ножа само и се фаќам за работа. Така. Сега додека го правиме ова ќе објаснувам за гравот. Да, може. Имаме повеќе видови на граф. Претежно има црвен, црн, бел и така натаму. Претежно сите од нив имаат слични вредности. Што значи тоа? Конкретно овој во 100 грама, тука имам 200 грама. Во 100 грама граф имаме околу 13 грама хидрати и околу 8 грама протеин. Додека мастите се на многу ниско ниво. Друго значително овде е влакната. Влакната се доста битно. Ова ќе биде доста убав оброк и ќе видите колку и количини ќе има. Ќе може да спомнеме и разликата, и јас искрено не знам. Разликата помеѓу белиот и црвениот или... Значи, на таа тема многу нема да зборувам, бидејќи ние зошто? Бидејќи тука се детали. Во тие детали има да ќе навлеземе. Да, многу како да кажам, многу професионалци различно ќе кажат. За нормалниот човек тоа е небитно. Што е битно? Битно е да знае дека во 100 грама сготвен граф има околу 12 грама хидрати и зависи од гравот или ќе има 7 или ќе има 8, максимум 9 грама протеини. Тоа е најбитно. Масти немаме или мастите се многу ниски. Тоа е број 1, број 2, дека е богат на влакна. Влакната ни се добри за целата дигестија. Добре, тоа те праша во таа причина, за да знаеме дали можеме само црвен граф или мора да биде мешано. Може да биде мешан. Јас планирав дури да биде мешан денеска, ама потоа се предомислив. Добро. Сега ставивме граф, сега ставаме кромит, така? Добро. Многу едноставно. Кромит може да ставите помалку, повеќе, ние ставивме половина црвен. Инструкции како да го сечам патлиџанот? На коцки. На коцки? Да. Добро. Ајде да видиме. Ево, ова веројатно, јас знам за мене, барем сигурно дека ќе го подготвам. Ова е многу брзо. Да. Како што гледате, маце и до зрел патлиџанот и се ножот не е баш најостар. Или за ножата. Па и до двете, патлиџанот е зрел. И тоа и тоа. Веќе треба да се јаде. Јас не обожавам да јадам полузелен патлиџан. Да.
Среќа сега се зрели. Така е. Сега што направивме тука? Ова ја ќе го пресечем на фола. Камерата може да снима. Да, си забележува камерата. Исто и Ставаме тоа по вкус. Магдалус. Сол и останатите, сол, црн пипер, јас најчесто ставам. Ќе рече некој кај црн пипер во ова. Доколку се навикнеш, може да јадиш, бидејќи црниот пипер е добар за срцето и дури како тоа е, не знам како да го наречам, ај ќе кажам вака, верување дека човек додека има срцев удар, доколку му дадеме лажичка црн пипер или црвен луд пипер, ќе му го спасиме животот. Не сум го пробал, но сум го прочитал во делокругот на студиите што сум ги имал. Јас практикувам црн пипер во мојата исхрана. Сега, значи, веќе ние имаме готов оброк. Сето ова, сега кажавме две опции, така? Две опции, може да го, може да го тргнеме на страна. Ќе го ставиме таму. Ова ни е едната опција за тебе, да речем. Тука имаме 200 грама граф, во тие 200 грама имаме околу од прилика 20 и нешто грама хидрати, 22, 3, 25, зависи од типот на гравот, додека протеините ни се 7-18 и ова е солидно за тебе. Маслите ни се 0. Тука имаме со однос скоро 1-1-0. Или имаме протеин, имаме хидрати, дискусија завршена. Имаме влакна, ти имаш супер солиден оброк што можеш да го практикуваш секој ден, нон-стоп, и како прв, и како втор, и како трет, како сака за четврт, под знак прашање. Сега, доколку јас се уклучувам тука, ова ме е малку така. Јас вежбав, веќе имав еден оброк, не тука, имав еден оброк, ова ми било втор оброк, јас ќе му додадам туна. Сега, во овој дел ќе му ставам туна. Тука имаме, мислам дека е 100 грама туна. 100 грама туна. Во таа 100 грама туна имаме некои си 25 грама, од 23, 24, 25, зависи исто така и од типот на, ова е туна од конзерва, од типот на туната, протеин. И сега овде додадовме уште 20 или 23-4 грама протеин. И сега ако сумираме, овде јас имам на твоите вредности што беа, не се променија. Само додав протеин. Да. Има комасти. Тоа е тоа. Значи колку протеин додав? 23-4 грама. Ако овде имаше веќе 5-16 грама и на тие 23-4 грама, јас веќе додав солиден оброк со 40 грама протеин. И сега имам тука, како кажавме, колку беше гравот? Запамти? Значи 22-3 грама имаше граф. Сега имаме тука 40 грама протеин, максимум 25 грама јаглинов хидрат. Значи овој оброк ќе не слабе. Не тебе, мене. Значи јас со овој оброк ќе имам стомачни, да не покажувам сега, ќе имам стомачни и ќе си продолжам понатаму да си одржувам мојата супер форма. Не класичниот пилешко и ориз, пилешко и компир, но е прекрасно нешто за мене или за сите што вежбаат. И да не вежбаат, доколку додадат туна, додека човекот сака повише протеини, е супер. И за сите тие што се активни, не во сега ова, текот на денот. Сега ова, финито. Па, колку време одзема? Чекао да не го заборавам само. Па, нема колку време, да видиме, се не биде точно кога почнавме, ама вака според од 8, мислам дека помалку од 10 минути. 5 минути, нема 5 минути. Ова брок за 5 минути. Сега ова, исто така го јадеме, ако не сакаме да го јадеме, си го ставам натре. И си го носиме таму каде што одиме на работа. И е супер за неколку часа. Патличено да внимаваме дека тој е првиот што ќе почне да ферментира или да го менува вкусот во самиот оброк. Треба свежо веднаш да си го изедеме кога го правиме. До 2 до 3 часа нема никаков проблем. Но доколку 2-3 часа ги оставиме надвор, колата ни е затворена, пука жешко. Да се разбереме, тоа ќе смени, да, има разлика. Има разлика и добро е што ви имавме овие две варијанти за оние кои што ќе си направат проценка во денот колку трошат, дали вежбаат, дали не и кој оброк би им бил или во која варијанта оваа салата би им била. Така, првата опција без туната е сосема прифатливо за секоја девојка, за секоја жена што сака да слабе, а е моментално на 75-80 кг или повеќе. Значи од 70 нагоре
доколку го има тој како оброк, тој оброк ќе носи до слабење. Сега тука да напоменам дека нема доволно протеини, со тоа што значи? Тоа значи дека нема да има обликување, нема што да го рани мускулот. Телото се обликува како резултат на мускулатурата, а не како резултат на слабењето. Како резултат на мускулатурата, таа ги прави контурите. Сега за да биде подобро ќе си доде туна. Колку туна? Пак е знак прашање. Зошто? Бидејќи колку кила е таа, врз база кон која килажа цели, така натаму. Но воглавно ова е структурата на кој треба да изгледа оброкот. Со туната додавање може да биде за мажот неизин, доколку мажот е поактивен, вежба и така натаму. И сега имаме тука фактички еден оброк со две опции. Што може да се практикува секој ден дома и плюс тоа е посен. За време на пости, петок може да се практикува, денеска е среда исто така посен ден. Рецепт за се или за било кого, зависи со тоа во каква состојба се наоѓа, дали сака со или без туна, и ова е еден од оние рецепти кои што ни се навистина потребни, неопходни на секој од нас и во динамиката во која што ја живееме, но и со оглед на тоа што треба да внесеме во собственото тело и онака како што сакаме да изгледаме, нели? Така, сега ќе префрлам овде. Не знам како сме со време. Ова што е сега? Сега ставив тука, доека ние чија. Додека го правевме ова, ставив чија, ставив малку вода, таа веќе згусна. Овде јас имам 30 грама протеин. И сега ќе му направам ова. И пак ќе го затворам. Обично шек го правам, малку поинтересно да изгледа. Да биде. Сега ни се згусти, да. Сега ќе биде едно транспарентно, за може да видиме како изгледа. Ништо не скршив. Сега. Тука интересно е начинот на мешање, тој знае да се искомплицира, но затоа имаме една лажичка. За да може да се соедини. Да види го. И сега колку време ни требаше за ова? Која камера ќе го прави? 10 секунди. Значи сега е спремно. Да. Виде дека имам банана, Да. за мене една, за тебе половина, се подразбира тоа. Јас имам правило, мажот што прави се, жената половина, доволна. Значи ова може вака да го направим, пошто Добро е кога не е обратно. ќе си го земам ова, пошто стварно ќе ми треба за јадење. Го направам вака. И ќе биде многу брзо, така? Да. Има ли некоја замена за вака протеинот на овој начин? За протеинскиот прашок? Да. Нема. Не ни Вака бараме. треба. Не ни бараме. Зошто не бараме? Бидејќи тој е направен со супер соодветна формула, без разлика од кој производител е. Тука нели има малку разлика у квалитет и цена. Ова е веќе спремно. На здравје, нека ти, Ивица, кога ќе завршиш. Здраве да си имаш. Ја ќе си го земам. Ова ќе си го земеш оброкот, со оглед на тоа што и на ваков начин се троши енергијата, нели? И готвиме, односно правиме нештеве, не е готвење, но е правење на одреден рецепт. Да, оваа енергија не ја броиме во дневното трошење на калории. Јас лично не ја броам. Зошто? Бидејќи како да ти кажам, ова е занемарливо. Човекот е направен да функционира. Ова е нашето функционирање, нашето живење. Сега и телото наше се адаптира на ова. И не може ние ова да го земеме како излез на калории, доколку име внес на калории со храна, ова излез на калории, а ние ништо не правиме. Моето срце моментално е 75. Твоето плюс минус тука негде. Значи јас не ни влегувам во никаква зона трошење калории. Јас екзистирам. Тоа е исто, да не кибернираме кога ќе легнем веќе, и затоа додека спиеш гледаш дека срцето ти паѓа на некој дури под 40, кај мене паѓа дури под 30 понекогаш. Тоа што значи? Тоа значи дека трошокот на калории е многу низок и затоа на телото ќе му треба помалку внес на калории. Затоа се случува дебелење кога седиш по цел ден и гледаш телевизија. Значи, ние внесуваме цело време нешто. Значи, немаш никаков трошок делокругот на калории, а ти лежиш и си јадиш пуканки и покрај тоа што се пуканките, можеби најздравата грицка што постои. Значи ти си грицкаш и јадиш, ама тоа сепак внес на калории. Го забораваме моментот што го зборев претходно, пауза помеѓу оброци од толку до толку за да почне телото да троши калории. Ние само ставаме, ништо не правиме. Доаѓаме до покачување килажи. И после ќе кажеме, ама јас имам проблеми со хормоните тироидните. Не, ти немаш проблеми со хормоните. Ти првен се здебели, а потоа се случија хормони. Тоа најчесто така се случува. Така се случуваат и тие компликации кои што имаме пост. Потоа па се осложува работата, бидејќи тие не работат и така натаму.
некој пат е потешко се вратиме назад, значи и ние се враќаме на оно што претходно го рековме, тоа е навремено да се превеземат мерки доколку сметаме дека ништо не правиме како што треба. Така е. Ќе го завршам овој дел на самиот крај со нешто кое што тебе те карактеризира, ако грешам ќе ме поправиш, што е мој личен впечаток, а претпоставувам дека и на многумина. Ти си јасен, да речам директен и точно го кажеш оноко што треба да го кажеш, барем и на твоите клиенти, јас кога ти имам гледано и во подамнешни емисии, каде што јасно точно ставаш до знаење каде е проблемот, односно каде е грешката на самите клиенти. Многумина од нас знаат себе си да се залажуваат, свесни или несвесни за тоа, во однос на исхраната, па не ми одговараме на тоа, па јас сум повеќе склон кон тоа, па и се така некои изговори и оправдувања кои што го водат онаму каде што не треба, а сака да достигне вистинската цел или дојде во вистинска насока. Што значи вистинско освестување кога таква е комуникацијата со клиентите? Многу прашање, баш утрово разговарав со две комплицирани клиентки, баш додека доаѓав наоѓа му и праќав една говорна порека, баш вашиот човекот што ме носеше до тука го гледаше тоа, вика мора да се работи. Вака се да се разбереме. Значи какви сме, такви сме во моментот сега. И доколку сме се одлучили да превземеме мерки, ние треба да се насочиме во таа насока. Што се правиме во нашиот живот од формирање на нашето полнолетство, формирање на нашиот хормонален баланс или зрелоста на хормоните, понатаму во животот, тоа секако ќе ни дојде до или ќе ни удре по глава. Дали ќе биде позитивно удирање, дали ќе биде негативно, дали ќе не освести, дали нема да не освести, тоа е знак прашање. Или бенефициите, бумерангот кога ќе се врати назад, тој ќе биде или позитивен или негативен. Кој е позитивниот? Позитивниот е да бидеш 45 години и да изгледаш како 25 годишна девојка. Или да бидеш маж на 45 години и да бидеш како некој дечко на 25 години. Јас се трудам кон тоа. Јас сум сега 36 години и сум во мојата најдобра форма, да речем. Може би не е на преверувачка форма, но е доста добра форма. Сега, тоа е едниот момент. Се враќаме на клиентите, што кажа ти. Јас имам морална, етичка обврска да му кажам на мојот клиент што му е грешката и кои му се неговите што ќе го очекува во иднина. Зошто? Бидејќи јас во овој момент работам со клиенти што се на 8 годишна возраст, 18, 28, 38, 48, 58, имам клиенти моментално што се на 67, 8 годишна возраст. Значи јас го гледам целокупното созревање, старење на личноста, бидејќи јас тоа го работам. И знам доколку ти не го превземиш тоа, што ќе се случи на таа возраст, за 10 години, за 15 години. Бидејќи јас тоа го гледам во моментот. Ти не го гледаш, јас го гледам, бидејќи имам клиенти, жена што не правила ништо, на 20 години имал 10 кг вишок, жена што не правила ништо е на 30 години, нема 10 кг, веќе има 15 и ми кажува или 20 има вишок, веќе тие станале многу повеќе или 40 или 50 кг вишок. Тоа се зависи со како завршила во полнолетството. Значи, бидејќи тога се формирале хормоните и понатаму како старееме се случуваат промени, позитивни или негативни. И тука јас морам да му го кажам тоа и со тоа ги освестувам. Се трудам да ги освестувам и на крајот му кажувам, одлуката е само твоја што ќе направиш, а јас сум тука да те водам. Јас сум твој GPS и да ти кажувам твоите насоки, каде лево да завртиш, каде десно, каде право и така натаму. А што ќе правиш само тоа? Еве, конкретно ќе спомнам една клиентка. Започна со голема кила, 140 нешто. Женски лик, на млада возраст, во нејзините 20 на години. Значи, за 11 недели намаливме 20 нешто килограми. Прекрасен успех. Значи, таа е на низана терапија, бидејќи има несоодветно работење на тироидна жлеза, проблеми со срце, крвен притисок, инсулинска резистенција, диабет и така натаму. Значи, наредена новогодишна елка во негативна смисла. Јас ти кажав, ти си млада, многу млада. Ова сето може да биде позади тебе. Само ти слушај ме и практикувај се што ти кажам. Ќе ти биде многу тешко, многу потешко од сите што ги знаеш околу тебе, бидејќи многу од нив нема да те охрабруваат на начинот на кој треба. Бидејќи едно не знаат, а другиот момент е што те сожалуваат. Не смееш да се сожалуваш. Ме жали мене кога трчам на 50 степени надвор. Никој не ме жали. А после вика колку добро изгледаш. Па што не ме жалиш кога трчам? А зошто го жалиш болниот? Да. Кога тој сам се довел во таа состојба, така? Да. Што неговиот несоодветен начин на живот, дали знаел, дали не знаел, негово. Сега. И девојкава направи, ја нема, 2 недели ми ја нема. И јас кога гледам дека ми ја нема, одмah контактирам што се случува и не ми враќа, ми игнорира и пратив порака, зошто ми игнорираш, што е работа? Ми враќа, вика ми ја сгрешија терапијата, ми даде една терапија, јас земав тука заменска терапија, и дојде до отекување и покачување на неколку кила, ми е страв да се измерам. Зошто не ме контактираш? А и нели договоривме да ја тргнеш таа терапија на страна. Бидејќи ние го решаваме твој проблем и докторот ти кажа. Да. Дека окей да ја намалиш или да ја тргнеш терапијата.
И сега што се случува? Сега Пак назад. таа поправи 4 кила за 2 недели, бидејќи тука имаше некој дисбаланс, да речеме, стварно отоци и така натаму, задршка на течности, се хранела правилно, но не можела да вежба како резултат на отоците и така натаму. И сега што се случува? Сега после 2 недели таа ми кажува и сега најдивме повторно решение на проблемот. Почнуваме пак наново. Значи јас си објаснав што треба да прави, таа го прифати тоа што треба да прави и сега треба да намалиме уште едно 20 кила и да бидат веќе 50 кила намалени. Имавме 23-4 и овие 20, 44, 5 кила за периодот е 6 месеци. Дали ќе ги намали? Дали нема да ги намали? Зависи од неа. Сега има две опции. Првата опција беше да прекине после намали 23-4 кила и да се врати назад, бидејќи е тешко. А втората опција е будење, не издржува. Јас тоа и кажав, не издржуваш ти. Ти го менуваш начинот на животот. Ова е твојот живот. Друг живот ти не гледаш. Нема друг живот. Зошто? Бидејќи ако се вратиш на стариот живот, ки лажава твоја што направи со здравјето твое. Значи тоа не валја, не одговара, не бива за теб. Одиме по овој пат. И доколку таа се насочи по овој пат, ќе биде како дел од моите клиенти што имаат намалени по 50 кила и 60 кила, 40 кила и целокупна промена на нивниот живот. Бидејќи мене тоа ми е целта, целокупно да се промени начинот на живење. Ова да се замени со бурек наутро. Да. Сега извини индустријата за бурек и бели пецила, ама ова е поздраво и ќе му предонесе за долг живот. А бурекот секако ќе им го расипа и холестеролот, триглицеридите и крвниот притисок и ќе имаат крај на случај е срцев удар. Толку. Така, секогаш неисцрпни теми за разговори. Многу читам во слободното време, затоа. Да, така и треба и ти благодарам што споделуваш дел од твоето работно секојдневно искуство, професионално, за да може да допреме и до многумина кои што можеби или како велиме не се разбудени, за можеби да го сменат начинот на животот понатаму или пак доколку се соочуваат со некаков здравствен проблем, па да ја лоцираат причината од каде тоа потекнува. Направивме вкусен, очигледно оброк, но и доста здрав и кажавме зошто е тоа така. Ивица, благодарам сите оние кои што сакаат да те контактираат, веќе знаат, тоа може да го направат преку интернет, односно на твојата Инстаграм страна. Само на Google нека напишат Ивица Јанев или Ице ББФ и ќе му излезе се што треба. Инаку да ти кажам, утринава вежбавме исто така со тебе, направивме еден комплет и од вежбање, и од совети, па и од денешен оброк на денот. Ти благодарам што секогаш одговараш потврдно на поканите и ти посакам успех и понатаму и се гледаме во следна прилика. И благодарам и на вас, се гледаме. Продолжуваме со останатите уште две теми за денеска.